Добро вечер. Дискриминацијата на работа или при вработување е причина за голем број представки до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Најчесто пријавена основа за дискриминација лани е етничката, но не изостануваат ниту другите основи и области. Дали институциите ги спроведуваат препораките на Комисијата? Зошто мислењата и насоките на Комисијата не се почитуваат при изготвувањето на законите? На овие и на други прашања вечерва разговарам со председателот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација Лимко Бејзаровски. Добро вечер. Добро вечер. Да почнеме со една генерална оценка. Лани според извештајот сте примиле 405 нови представки од граѓани и од здруженија. Што кажува тоа и структурата, една кратка оценка за дискриминацијата во земјава? Најпрво да се заблагодарам за поканата и да честитам 1 мај на сите работнички и работници во Република Северна Македонија, да им посакам успешна работа и успешна година, со надеж дека во ова и во наредните години ќе се подобрат условите на нашите работнички и работници. Во контекст на прашањето, минатата година, 2024 година, за таа година ние пред неколку дена го објавиме нашиот годишен извештај, го промовиравме, го презентиравме и сите елементи од нашето работење во минатата 2024 година се содржат во тој извештај. Точно е констатацијата ваша и приметбата дека најголем основ за вработување, за основ за дискриминаторско постапување етничката и верската припадност, а област е работа и работни односи. 4 од 10 представки се за потенцијална дискриминација на работно место или пристап до вработување. Конкретно на што се жалат граѓаните при вработување или работни односи? Па за жал и ние сме незадоволни од таквиот податок. Јавниот сектор е најголемиот генератор на дискриминаторско постапување кон работниците и работничките. Приватниот сектор е во помала бројка и тука не само што загрижува, него отвора многу прашања зошто е тоа така и ние укажуваме постојано, нашиот дел од нашите работење ние до крај го спроведуваме законот и овластувањата кои согласно законот ги имаме, утврдуваме дискриминаторско постапување, даваме препораки и мислења, укажуваме, советуваме и така натаму. Дури 80% од вашиот извештај се однесува на јавни институции, централна, локална власт со потенцирање на образовни институции, за жал. Па тоа е знак повеќе дека во системот треба повеќе едукација, повеќе работа во смисла укажување и образување во сферата што значи инклузија во општеството и која е потребата и корисниот импакт за општеството од инклузивно општество. Добро, дали може би тоа што оваа година беше изборна година, дојде до промена на власта? Дали може би тука лежи позадината и причината за големиот број на поплаки за дискриминација на работно место или при вработување? 2024 година е година кога и самата комисија почна годината со изборни активности во делот на избор на членови на комисијата, каде што 4 се избра нови членови во комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Потоа за кратко време, веќе во март месец, ние се сретнавме со еден друг посилен изборен циклус, а тоа е парламентарните и претседателските избори. Прашањето ми беше не конкретно за избори, туку дали дискриминацијата на работното место се однесува поради тоа што се промени власта. Дали можеби сега тоа се причините на представките дека луѓето се незадоволни при вработување или останале без работа, или во која насока, дали влијаат тие промени? Ние имаме предвидливост
за појавите кои се случуваат во Македонија и со самото распишување на изборните активности председателски парламентарни, ние веднаш реагиравме и укажавме на сите активности кои треба се превземат во тој изборен процес. Првото што укажавме беше спроведување на претходно донесените препораки и мислење околу начинот на избор, околу правата на граѓани кои се стекнуваат со право на избор во периодот помеѓу двата изборни циклуса, исполнуваат точно 18 години. Укажавме на пристапот до работни места, до избирачки список и така натаму. Тука јавноста е информирана на време. Да, но сега ве прашувам на што се однесуваат представките во однос на работните односи на дискриминацијата. Потоа, ние свесни сме дека секоја појава и во Македонија и на Балканот носи одредени промени. Тие промени кои ги очекуваме ние како комисија се и последица на нова централна власт во државата. Зборувам очекувани промени кои може да се случат поради појавата која викаме избори. И тоа има сериозен импакт, затоа што поголем дел во апаратот државен се сретнува со вертикално и хоризонтално движење на вработените и од тука очекувани се представките во работи и работни односи по основ на етничка и верска, па и другите основи. Политичка дискриминација 11%. Дали ова е реална слика или пак граѓаните се плашат да пријават? Па, лично моје чувство е дека не е реална. Не е реална бројката, затоа што во секторите, во тврдите органи во државата, во безбедносниот систем е забрането. Мислите на МВР и на МВР, одбрана, Агенцијата за национална безбедност, Агенција за разузнавање, финансиска разузнавање, финансиска полиција, воено разузнавање и така натаму, таму е забрането политичко действување. Меѓутоа, граѓаните може да поднесат представка до комисијата по предпоставена политичка основа. И ние работиме по такви представки. Доколку по асоциација тие сметат дека преместувањето, хоризонталното, вертикалното движење на вработените, независно што не можат согласно законот нивни да го пријават дека има политичка конотација, во комисијата ги охрабрувам, може да дојдат да достават представка, да поднесат, поради предпоставена политичка припадност или основ, и ние за нас е тоа валидно, за нас е тоа законито. Утврдувате таква досега? Колку пати сте утврдили? Утврдуваме, работиме по тоа и за нас е тоа сосема доволно, само што треба тоа да го докаже. Има начини. Во кои институции имало политичка дискриминација од овие 11%? Има поднесено представки. Да, каде сте утврдили, да? Представки и сме утврдили. Во кои институции? Во тврдите органи. Во безбедносниот систем, да. Во агенцијата, во АНБ, во одбрана, во МВР. Па тие се и јавни предмети. Веќе некои се при крај и за кратко време ќе бидат објавени. Значи не се се уште објавени. Национална или етничка припадност најчест основ за дискриминација. На што се однесуваат овие одлуки што ги имате утврдено? Па државата е составот нејзин сите нас не е познат. Во сите нејзини делови имаме различен етнички, верски, јазични разлики имаме во сите делови на нашата држава и жалам што луѓето и по таа основ се дискриминирани во одредени области, во одредени делови на нашата држава, меѓутоа е реалност. Ние постапуваме по представките, ги утврдуваме и даваме препораки во иднина да се не случат, односно да се отстранат нееднаквостите и по овој основ. Да.
Тука е таа палета на проблеми е огромна, е голема. Тука никој до денес не го спомнал и инфериорниот однос на државата кон одредени делови во земјата, каде што одредено население ни е тотално запоставени цели 80 години, а тоа се аргументира и со фактот дека одредени делови на наша држава немаат ни вода, ни канализација, ни асфалт, ни пристап до здравствени, до образовни услови и така натаму, или ако имаат во лоши услови, тоа самата слика покажува дека инфериорниот однос на власта кон одредени делови на земјата е алармантен и загрижувачки. Вие давате и препораки кои институции не постапуваат по вашите препораки, бидејќи според извештајот сте повеле прекршочни постапки против 10 дискриминатори кои што на некој начин ви игнорирале. Па тие 10 се оние кои сметаат дека се многу силни, па нема потреба да препораките да ги испочитуваат. Меѓутоа, јас сум задоволен од нашето работење. Тоа мислите на силни? 90% од донесените мислења се почитуваат препораките наши. Иако комисијата, незините одлуки не се правно задолжителни, сепак со својот убедлив авторитет во последните години се наметна на национално и државно ниво како авторитет во земјата, каде што одлуките, односно препораките и мислењата на комисијата се испочитуваат. 90% е кои се тие 10% кои што се уште вашиот авторитет и интегритет не го признаваат? Па од тие 10% се луѓе кои мислат дека моќта е нивна преголема за да можат да си дозволат луксус да не ја спроведат нашето мислење и препорака, меѓутоа... Повторно мислите на МВР, на одбрана на тие... Па најверојатно некој кој се чувствува комотен до таа мера да може да не ја спроведува препораката, си дозволува таков луксус, меѓутоа ќе најди на зид, ќе се соочи со поголем проблем. Поведувате прекршочни постапки, нели? Веќе има и 2 пресуди? Не само 2 се во извештајот пишано за 24 година, но имаме и пресуди други стасано после извештајот од кога е веќе во 2025 што стасало. Така да имаме уште проблематични, уште можеби 2-3 до 4 најмногу, што тврдо се однесуваат и кажуваат категорично не се расположени за никаква соработка со комисијата. Да, една од овие средства кои што легнуваат од прекршочни постапки, те одат на ваша сметка или на државниот буџет, бидејќи во прекршочните се наплаќаат парични казни? Добро прашање. Комисијата не располага со никакви средства дополнително од она што е одредено од Министерството за финансии како буџет, со други средства не располагаме и можам да се пофалам дека членовите на комисијата за 2025 година, зборувам како јас сум председател, ниту еден член на комисијата не зема патни трошкови. Значи, тоа во комисијата за членовите, ни еден член на комисијата не го користи тоа право, иако согласно законот и одлука на комисијата има членовите кои патуваат повеќе од 100 км да користат јавен превоз. Значи, комисијата располага со средствата кои се дадени од страна на Министерството и на Собранието согласно буџетот кој е одреден. Би сакала да прашам тука кога говориме веќе за буџетот, средствата кои што ги добивате од буџетот не се доволни. Тоа го констатира Европската комисија во последниот извештај, каде што препорачува и на вам и на Народниот правобранител како независни тела, независни институции, да ви бидат доделени потребните ресурси. Финансиската независност и недоволниот административен кадар се лоцирани како проблем. Вие, колку што знам, немате доволно административен службен кадар за да работите по бројните представки. Така. Таа независност не е нов проблем за комисијата, тоа е но не е ниту подобрено. Не е подобрено. Ќе ви кажам дека има сигнали на подобрување. Тоа е стар проблем, значи тоа ние од самиот почеток
иницииравме, укажавме на сите и домашни меѓународни организации дека треба комисијата да располага, самостојно да располага и да има потполна економска независност во поглед на користење на буџетот. Меѓутоа, таа независност, само ние секогаш спомнуваме независност околу финансиското работење. Меѓутоа, нас не е потребна една друга независност. Независност во нашето работење, нашето одлучување. Притисоци да нема. Ако можете вие да кажете дека судските одлуки не се коментираат, се коментираат секако. Во ред, меѓутоа позаштитени се од нашите. Ние сме како квази судски орган, нашите одлуки се зема повеќе силни личности во државата, си земаат за право да ги коментираат дури и да ги напаѓаат нашите одлуки. Чувствувате притисок преку од политиката, преку коментирање или имате и директен притисок вие и вашите колеги? Во нашиот историјат на нашето работење, во континуитет, например, првата председателка на комисијата, мојата колешка, беше жестоко нападната од тогашната власт заради нејзино работење во комисијата и став одреден кој го имала. Предпоставувам дека тој став е легитимен и легален. Вие сега говорите за коментирање на одлуки како притисок. Дали имате и директен притисок е прашање? Имало случај, дури и напад имало на интегритетот и личноста член на комисија и председател на комисија. Сме имале и закани, јавни закани. А во однос на притисоци да одлучите некако во некоја постапка? Па дали сме имале, нема да кажам, меѓутоа јас повикувам дека да ги тргнат рацете од комисијата, таа е свесна и совесна, да работи професионално и фидбекот или користа од нејзиното работење, сите ќе го почувствуваме, целата држава. Ако има притисоци, веројатно треба да ги пријавите во надлежните органи. Тоа го знаеме, адресата ја знаеме доколку има, меѓутоа ние го мериме секој чекор, секој однесување и повикуваме да ги тргнат рацете сите силни влијателни личности од работењето на комисијата. Добро, да се вратиме сега и на извештајот и на представките. Жените почесто пријавуваат дискриминација по повеќе основи: пол, род, образование, семејна и брачна состојба. Во изминатиот период вие имавте и одлуки каде што имаше дискриминација на жени кои што им бил прекинат работниот однос откако работодавецот дознал дека е бремена или пак во постапка за инвитро. Исто така често има поплаки за тоа што жените на исто работно место земаат пониска плата во споредба со мажите. Видиш, комисијата е искрен партнер на секој граѓанин на оваа држава. На секој дискриминиран, на секоја жртва по било која основа и во било која област. Ние постапуваме по секоја представка. Вакви представки имаме решавано многу, кои се поднесени представки до комисијата. Меѓутоа, еве ќе си дозволам да окажам и тоа дека ние имаме решавано представки на друг начин. Со самата наша појава проблемот се решава. И тие повлечени представки кои ги има околу 10, веќе таму е проблемот решен. Некоја од нив или неколку се и во оваа област. За жал, се уште ова прашање во женската популација се уште се воздржуваат од поднесување на представки, па повеќе прифатливо е само да им се реши проблемот. Така да ние сме имале представки со ваков форма и облик, каде што сме го решили овој проблем. Да, имаше сега конкретно меѓутоа имаме и представки решено. Со самата појава наша во органот, веќе проблемот е решен. Што се однесува до бременоста, тоа е честа појава, не е нова појава, каде што нашите граѓанки во одреден период се охрабриле да кажат дека е бремена, па тоа предизвикало чувство, интерес кај носител на органот, кај
сопственикот и така, повеќе тоа го има во приватниот сектор и тој се одлучува да го прекине работниот однос или да не го продолжи. Имаше таква една одлука сега последно што ја објавивте. Точно, и со комисијата не може така да се постапува. Комисијата тука жестоко одговара на тоа и го штити интересот на нашите граѓани. Представка, неодамна се уште нема 2 месеци, може поминато, или веќе се поминати, еве вие ќе кажете, поднесе претеничката Славјанка Петровска по изјавата на министерката за финансии, кое што предизвика многу реакции, еве може да ја цитирам врз основа на тоа што вие ги ставате во уста мајките што имаат деца и како знаете вие едно повеќе члено семејство колку треба да троши. Јас сум мајка на 2 сина и добро знам колку треба да троши едно 4 члено семејство. Да не ја читаме еве целата изјава. До каде е оваа постапка? Така. Значи, за комисијата не постојат битни и небитни граѓани. Дали се работи за министер, дали се работи за председател на држава, сите органи, дали за премиер, дали не знам, било која функција во државата, за нас е достапна. Ние за секој настанат проблем, каде што има или поднесена представка, ние не само што постапуваме, него ние тоа го правиме на еден професионален начин, одговорен начин. И тука едно нешто што би сакал да споделам со јавноста. Ја имав прилика во мојот мандат до сегашен, пета година ми е, да соработувам и со министерката Славјанка Петровска и со нејзиното работење, но сега и со министерката, мислам, Гордана се викаше. Димитриевска Кочевска. Да. Се работи за феноменални личности, за многу одговорни личности. Тие две, ако има нешто светло оваа држава, може да се каже дека светлина имало во нивното работење. Кога беше министер Славјанка Петровска, ние не најдовме ама ништо што таму не е дискриминаторско. Во финансии, во Министерството за финансии, исто така. Значи, нивното работење мене ме импресионира. Добро, конкретно во предметот може да. Конкретно во проблем настанат. Дали има одлука? Одлука ќе има транспарентна одлука, ќе има законита одлука, ќе има одлука која ја штити еднаквоста и недискриминацијата, ќе има одлука со која ќе се гордее оваа држава. Тоа го кажуваме на секаде и кога сме имале средби со председателот на Собранието на Македонија и председател на државата на Република Северна Македонија, ние им кажуваме дека вие кога одите надвор можете слободно да се гордеете со комисијата дека одлуките наши ќе бидат одлуките се крајно еднакви за сите граѓани. Кога ќе биде одлуката соопштена? Односно изготвена? Па одлуката, мислам дека одговорот овие денови сега, празнични денови стигна нели прво го праќаме до подносител го праќаме до потенцијалниот дискриминатор. Одлуката овие денови е и најверојатно за кратко време ќе има одлука. Наредната недела. Па се надевам се, празници, не знам како ќе идеме со кворумот, али ќе има одлука најбрзо и одлука со која ќе се горде и државата. Не мора поединци се гордеат, меѓутоа државата ќе се горде. Ќе ја види јавноста, па ќе оцени после тоа, да. Во овој момент одиме на реклами, па се враќаме со интервјуто по рекламите. Продолжуваме со интервјуто за уште едно прашање поврзано со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, кое што се отвори периодов, а тоа е изборот на нов член. Тоа станува збор за Вецко Здраевски, кој што го избра Собранието, а имаше реакција од граѓанскиот сектор, велат, остро реагираат, затоа што уште кога беше даден предлогот на Собраниската комисија, овој кандидат не само што не е во служба на заштита на човековите права, туку и би било погубно за човековите права, еднаквоста и недискриминацијата во нашата држава. Го оценуваат интервјуто
Од друга страна, велат дека станува збор за човек поврзан со владеачката ВМРО ДПМНЕ, симпатизер, велат, на владеачката ВМРО ДПМНЕ, човек кој што беше дел од така наречената лустрацијска комисија, кој што има и многу забелешки поврзани со неговата работа. Како гледате вие на овој избор? Ние го гледаме законот, че ние немаме никаква можност да интервенираме за никого и со ништо. Комисијата за избор и именување при Собранието на Република Северна Македонија е надлежна да избери член на комисијата за спречување и заштита од дискриминација согласно интервјуата и согласно бодовите, гласовите на членовите во Комисијата за избор и именување. Што ни преостанува нас? Во ниеден момент ние не сме инволвирани, немаме никаква надлежност согласно нашиот закон да учествуваме во оценување на членовите. Ниту досега таква можност некој ни понудил, ниту сега сме имале таква можност. Вецко Здравески, како и сите останати членови, е рамноправен член во комисијата. Тамо се одлучуваат со мнозинско, во комисијата се одлучуваат со мнозинско гласање, 4 гласа се доволни за утврдување на дискриминација. Ќе оценуваме понатамо неговата работа. Имаме право, доколку го крши правилник од позитивните прописи, внатрешните акти, законот, да интервенираме, да го известиме Собранието. Меѓутоа, првиот печаток што го добивме како член се работи за личност која брзо ќе се вклопи во работата на комисијата. Меѓутоа, уште не сме имали ни седница. Редовна седница. Добро, не учествувате во изборот, но имате и право на став, како што претходно порачавте, да ги трне политиката рацете од комисијата. Не сметате дека може би токму ета политиката и преку избирање на членови влие врз работата? Мислите ние да се претвориме во тело дискриминаторско? Не дискриминаторско. Да му одземеме право некој да се... Не велам да му одземете право, немате право на став. Никој немаме право на став. Кој се обратил? Нему треба да му го попречиме правото во остварување на право. Тој е граѓанин на оваа држава кој треба да оствари некое право. Комисијата е таа за избор и именување која е таа која може да каже не за Вецко Здравески и за Лимко може да каже не. А комисијата не може да се претвори во тело која дискриминира некого, му попречува право во остварување на свое право. Сметате ли дека треба да се смени начинот на кој што се бираат членовите и дали тоа воопшто ќе помогне? Да, тоа е друга тема веќе. Ние сметаме дека комисијата треба да учествува. Треба да дава своји насоки, своји предлози, да кажи пред комисијата што е тоа што треба да го поседува и Вецко, и Лимко, и Јанко, и Петко, секој, како зборувам како знаење, тоа треба, меѓутоа, тоа треба да го инициира Собранието, односно Комисијата за избор и именување. Таја ни прави избор, врши избор за членови и во ништо Комисијата не ја консултира. Никогаш досега Комисијата не била консултирана за ништо од тој аспект. И ова истото така помина, меѓутоа ние немаме забелешки на зборување, персонално немаме забелешки. Иначе за надлежностите што ги има Комисијата за избор и именување, тука можеме да зборуваме до утре. Сметате ли дека ако се смени начинот на избор, нешто ќе се промени, тргнувајќи од искуството со антикорупцијската комисија, каде што... Да, најважното што треба да се смени во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е одлучување двотретинско. Тоа што сметам, јас лично, персонално сметам дека тоа би донело квалитет, поголем квалитет во комисијата и така да овие дилеми би се решили на тој начин. Околу почитувањето на мислењето на комисијата може би говори тоа што една од вашите надлежности е да давате мислење во подготовка на закони поврзани со заштита и превенција за сите форми на дискриминација и во 2024 сте дали мислење и насоки за законите за средно и основно образование, но ништо од тоа не било прифатено. Може да ни кажете
Дали реагиравте на тоа што ништо не беше прифатено од вашите реакции? Што конкретно ја предложивте да? Па, конкретно тој предмет за волја на вистина да јас го водев и ние увидовме дека има системски проблем од аспект на законот кој ги ограничува специјалистите, луѓе, личности кои се едуцирале на високо ниво во сферата на здравството. Меѓутоа, поради тоа што нивното вработување во приватен сектор не можат своето знаење и искуство да го пренесат во јавното здравство, во јавниот сектор. И утврдивме индиректна дискриминација, дадовне насоки за промена на законот за високо образование, остваривме неколку средби со министерот и со заменикот министер за образование. Работата е на повисоко ниво, по завршна фаза. Мислам дека ќе имаме разбирање и тој закон ќе помине на задоволство на... Имавте мислење, односно реакција за законот за основно образование. Вие дека предлагате првична цел да се смени законот со цел да се имплементираат забелешките од Европскиот суд за човекови права за случајот Елмазова и други против Република Северна Македонија, сегрегација на деца роми, тоа е предметот, го читам. Од друга страна, велите уште во таа реакција дека Министерството го користи законот за да направи измени на штета на инклузија на децата со попреченост во образованието, на штета на родовата еднаквост, на штета на заштита на насилството и дискриминација на младите со поинаква сексуална ориентација и родов идентитет. И невладините исто така реагира на измените на законите за основно образование, за учебници, за средно образование, велат дека дел од причините се нели дека се укинува терминот родова еднаквост и сексуално и репродуктивно здравје. Има и многу забелешки во текстот со тоа. Реагиравте ли за тоа што ништо од она што предложивте не се прифати, туку напротив, сосема поинакви измени се прават од тие што ги предлагате? Самите вие прочитавте дека ние нашиот дел од работата сме го завршили. Ние сме утврдили дискриминаторско однесување и постапка од страна на законот, кој не се спроведува или предизвикува одредени дискриминаторски ефекти. Ние не еднаш, постојано сме во комуникација со Министерството, овој проблем да се реши. Значи, ние во ниеден момент не сме престанале да се обраќаме и писмено и директно, разговараме постојано, гледаме во Министерката за образование на контактибилна личност, никогаш не рекла не категорично. Но законот се смени без вашите забелешки. Да, и тука имаме забелешка. Кажавме ние дека овде ние имаме забелешка, меѓутоа постојано сме имале комуникација. Нашиот дел од работата... Но што значи за комуникацијата ако не ве почитуваат вашите забелешки? Тоа ми е прашањето. Нема да престанеме. Ќе ги користиме сите средства и механизми што ни ги дава законот. Ќе продолжиме и понатаму. Притисокот од наша страна ќе доаѓа во Министерството за образование, ќе кажуваме постојано дека со ова не сме задоволни. Сите механизми што ни стојат на располагање ќе ги користиме. Очигледно тој притисок до сега нели за да се придвижат работите не помогна затоа што и уште пред овие измени Европската комисија констатира дека правната и институционалната рамка за недискриминација е делумно усогласена со Европската унија. Европската комисија констатира дека нема напредок за подобрување на родовата еднаквост, нема важен напредок за незината национална политичка рамка за интегрирање на родовата еднаквост и согласување со правото на ЕУ. Лицата со попречености понатаму се соочуваат со значителни форми на дискриминација кои произлегуваат од бариери на инфраструктура, недоволен пристап до информации и услуги, дискриминаторски ставови и социјална маргинализација. Нема напредок за подобрување на правната и политичка рамка за заштита на LGBTIQ лицата. Така што што не ги врза нас рацете? Очекувате ли дека можеби следниот извештај на Европската комисија во однос на дискриминацијата ќе биде со поголеми забелешки? Очекувам и ние тоа кажуваме. И тоа што е тоа што не ги врза нас рацете во моментот да немаме посилна улога, притисокот од наша страна да не биде поголем. Тоа што
и Уставот во поглед на основите што кажува? Како и законот. Многу основи во Уставот не се содржат. А во Законот за спречување и заштита од дискриминација ги има. Законот за средно образование е во многу делови во корелација со Уставот, во сферата на основите дискриминаторски. Во март комисијата под опрен глас доби информација дека психијатриската болница Демир Кисер не располага со потребни капацитети, санитетско комбе, кадар, лица задолжени за пациентите и отвори предмет по службена должност. До каде овој предмет? Добивте одговор што? Во завршна фаза е, ќе биде, значи во завршна фаза е, се работи за денови кога ќе има мислење донесено на задоволство на сите нас. Не може да откриете во која насока се движи предметот? Во добра насока од која ќе бидеме задоволни сите ние. Во интерес на пациентите. Добро. И уште едно прашање за кое што се беше отворено изминатиот период, дали имаше поранешниот директор на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслиу представка и кај вас, бидејќи тој можевме да видиме дека и пред Уставниот суд се жалеше по неговата разрешување, односно смена. Каква одлука има? Директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслиу, се сеќавам, имаше две представки кај нас. Една имаше против него, една имаше од Ерол. Едната јас ја работев, едната не сум ја работел, јас, друг колега, меѓутоа, бидејќи заедно работиме во Тексум, и двете се завршени. Не знам во кое... Во однос на неговата смена, дали сте утврдиле дискриминација или не, тоа ми беше прашањето. Објавено е мислењето негово. Така? Објавено е, завршено е, не знам што има спорното. Нема, прашувам каква е одлуката. Завршено е, завршено е при едниот и другиот. Значи, и кога Ерол, кога и против Ерол се водела постапка, и кога Ерол водил постапка, и двете се завршени. За таа мојата, јашо со ја водил, тоа е во 2024 година, тука беше поднесена од еден поранешен министер за внатрешни работи и таа заврши, објавена е на Не сте утврдиле дискриминација? Не сме утврдиле не ради тоа што од технички причини, затоа што многу действија тука беа застарени и не можеме да ги фатиме за валидни многу действија кои биле превземани, меѓутоа нема да откријам се дали тие имале дискриминаторски ефекти или немале, меѓутоа таа е тема поголема, таа сите ние како држава треба да се вклучиме, што тоа значи бркање од работа, отстранување од работно место на човек кој нема сертификат. Тоа е рана на целото наше општество и треба сите да се вклучиме за да дојдеме до квалитетно решение или да дојдеме до решение какво што е практикувано во соседството, на Балканот и во Европа. Добро, вие повторно говорите за претходниот пример, да констатирам во двата случаи, значи нема утврдена дискриминација. Нема утврдена дискриминација. Добро. Во овој момент одиме на реклами, па се враќаме со завршниот дел од интервјуто. Продолжуваме со интервјуто и темата дискриминација. Од предметите кои што еве ги работевте изминатата година, кои се оние кои што имаат најголем импакт врз општеството, односно кои што се најзначајни како одлуки кои што би ги издвоиле? Па ако ми дозволите, повторно ќе се јава на ова, ќе се наврата на тој проблем со отстранување од работно место поради немање сертификат. Според нашите истражувања кои ги вршевме на Балканот и во Европа, ние сме единствениот уникатен случај каде што луѓето кои немаат сертификат се бркаат од работа. Тоа го пренесовне на сите нивоа во општеството, на сите авторитети. Имате такви случаи изминатата година, бидејќи ве прашувам за изминатата? Па ме прашат, претходно ме праша за истото и ти кажам, тоа се однесува. Луѓе единствено во Македонија вработени се бркаат од работа поради немање на сертификат. Сите останати држави од нашето истражување
го имаме готово истражувањето. Тука можеме да оставиме на услуга на било кој соодветен орган, каде што на таквата категорија на граѓани кои се долго во таа служба, обучени кадри со стекнат професионализам и така натаму, поради некоја случајност не добиле сертификат, се отстрануваат од работа. Иако има насоки на влада, треба да се згрижат тие, односно да се распоредат во соодветни работни места согласно нивната квалификација. Так. Македонија плаќа огромна сума на пари поради ваквите отстранувања од работа. И ние сме единствен случај. Грција, Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија, Албанија, Косово, вакво нешто нема. Вие препорачувате тие што немаат да се префрлат на друго работно место каде што не треба да има сертификат, така? Да, на работно место кое не захтева имање на сертификат. Така. За да не се плаќаат потоа трошоци за судски. И второто што има импакт голем во државата е дискреционото право. Оваа држава мора тој механизам на министрите, тој механизам со кој располагаат министрите треба да подразмисли, зборувам за одговорните во оваа држава, до каде може да оди. Дискреционото право не е за злоупотреба, тоа е за употреба ако има оправданост, легитимност и разумност. Доколку нема дискреционото право, не можеш ти да распоредуваш било кого ќе му текне на министерот без никаква потреба. Треба тоа да е издржано согласно потребата на органот. Ние не прejudicираме да навлегуваме во природата на работа на министрите, но ова веќе создава проблем, создава едно несакано и неатрактивно живење во државата. Дали сакате да кажете дека дискреционите права прават дискриминација, има такви голем број случаи? Тоа е извор на дискриминација, не дали прават, туку е извор на дискриминација. Од тука произлегува многу дискриминаторски појави во оваа држава. Ние сме имале случај каде што десетина пати иста личност е прераспоредуван без никаква потреба. Со дискрециони права? Со дискрециони права и то по 100 километри прераспоредуван, 2 дена враќан, па месец дена прераспоредуван, 2 дена враќан, па прераспоредуван, значи тоа создава огромно незадоволство во општеството. И тоа треба да му се стави крај. Кои предмети, имате ли предмети од тежок облик на дискриминација, бидејќи има и такви во извештајот? Колку предмети има и колку тоа влијае, еве генерално, дискриминацијата, како влијае врз квалитетот на граѓаните, врз животот на граѓаните, придонесува ли за иселувањето? Точно ме погоди она што најмногу боли, дискриминацијата како појава е многу штетна за општеството. Проблемот е што ние имаме за дискриминацијата некаде имаме половични знаења, некаде имаме многу знаења, а некаде не имаме никакви знаења. Дискриминацијата е извор која предизвикува процес на иселување надвор од Македонија. Тоа ја прави државата неатрактивна, ја прави одбивна, репулсивна ја прави и го прави квалитетот на живењето несакан во оваа држава. Дискриминацијата мора со заеднички сили на сите страни во општеството, вклучувајќи ве и вас, новинарската фела, како наш сериозен и искрен партнер, со цел да го подобриме живењето и квалитетот на нашите граѓани, затоа што нашите мислења и препораки немаат само превентивна, имаат и заштитна улога. Тие мора да се спроведат со вклучување на сите страни во општеството. Не можеме ние оваа битка сами да ја водиме без вклучување на сите релевантни и засегнати страни и заинтересирани страни за доброто на оваа земја. Дискриминацијата во однос кај најмладите во образованието, каде ја гледате најмногу и каков проблем таа создава? За волја на вистината, на моје огромно задоволство можам да кажам дека Македонија има одлично антидискриминационо законодавство во сферата на еднакво постапување од страна на органите, еднакви права и слободи на граѓаните, еднаква правна заштита на граѓаните, но ние се тоа
го ставаме во втор план. На прв план е чувството на граѓаните. Дали тие чувствуваат дека граѓаните се еднакви? Бадиела што пропишуваме мерки позитивни и носиме добри закони. Дискриминацијата ја гледаме во секој дел од нашето општество. Нема сфера во која нема дискриминација. Има многу непознавање во оваа сфера и ние се трудиме постојано на терен да објасниме на нашите граѓани дека нееднаквиот третман на граѓаните носи неповолност, носи предизвикува процес на иселување. Луѓето се незадоволни. Тоа го има во сите области и по сите основи. Зошто само 2 предмета според све што ги работите по службена должност? Зошто не повеќе ја следите состојбата во општеството? Често може да се забележи преку медиумите и социјалните мрежи видови на дискриминација. 2 се утврдени, но тие се 10, не се 2. Од 8 од нив се решени во ход. Ќе ги проверите. Имаме ние решени кои сме повеле постапка по службена должност, но со самото наше постапување се решени и по етничка основа и по други основи. Веќе се тие предмети решени и затоа не се во евиденцијата на предмети со кои веќе се постапувало. Со самата наша појава се решени и го има во извештајот тоа. Уште 8 се, не се 2. И ни ми одговоривте во однос на тешки облици на дискриминација, каде ги има, каде ги забележувате? Па, облик и форма на дискриминација, тој потежок форма и облик на дискриминација го имаме во 3 случаеви во текот на 24 година и тука сме утврдиле дискриминација, каде што има и пол, и род, и верско уверување, и етничка припадност, сите се споени, тоа се вика интерсекцијска дискриминација. Едното го имаме утврдено во еден кафич, каде што жена муслиманка со обележја муслимански не се примела во кафич. Имаме припадник на ромска заедница кој се исто така, кој е одбиен во кафе-бар, мислам дека беше во еден град во Македонија. И уште еден случај, така да за нас не представува никаква разлика дали се работи од форма и облик потежок или полесен, ние действуваме и работиме независно од формата и обликот. Еден од вашите случаи одекна можеби посилно во јавноста, тоа е во врска со детето кое што беше натерано да ја скрати косата во училиште. Има ли многу такви предмети или случаи низ државата и што тие кажуваат за општеството? Па тоа таков пример и други примери кои се појавиле во нашето работење предизвика да ние сега имаме активност април и мај, одиме на терен по локалните единици, веќе опфатени се неколку лоцирани локални самоуправи, се представуваме тамо во соработка со Агенцијата за малцински заедници, поддржана од Совет на Европа, одиме на терен и кажуваме на овие пропусти, на овие недоследности и го објаснува импактот од инклузијата и меѓусебниот почит и разбирање со луѓето, помеѓу различностите и различни идентитети и со тоа сметаме дека ќе го објасниме сето што е и слабата и јаката страна од појавата на дискриминација. Се надеваме дека ќе имаме резултат голем. Исто така, еден од последните ваши случаи во однос на слепо лице кое што било дискриминирано од нотарка, препорачавте Министерството за правда да предложи измени и дополнување на Законот за нотаријат. Исто така да се промени нотарската тарифа. Доколку Министерството за правда не постапи согласно оваа препорака, може да поднесете прекршок и се препорачува исто така нотарската комора да изврши измени на кодексот. Дали е постапено по некој од овие ситуации? Станува збор за
веќе објавен случај, дали веќе добивте некакви промени после ова или рокот се уште не е истечен? Рокот се уште не е истечен, но ја би сакал нашите институции да го следат примерот на Народна банка на Република Македонија како прекрасна институција, каде што ние отворивме една дебата со овој орган, со пристапот на лица кои до банкарските услуги со попреченост лица. Народна банка е еден прекрасен орган, еден прекрасен пример за оваа држава, каде што веднаш стигна нејзини представници до нашата комисија на ниво на заедничка соработка, ги отстраниме сите бариери и се надевам дека и нотаријатите и сите други органи треба да учат од Народна банка како се соработува и како се гледа на лицата кои имаат одредена попреченост поради пристап до разни услуги. Ние нашето ќе го направиме, ако не постапат по препораките. Се уште не е истечен рокот. Да, ние ќе имаме механизмот, не ние тука. Меѓутоа, да ви кажам искрено, секаков допир на комисијата со судот, поднесокот, не мислите дека има ефекти кои знае какви. Во многу случаеви ние од судовите сме разочарани. Зошто? Затоа што за иста работа негде судат со 1000 денари, негде имаме пресуди и то евидентирани тука со 0 денари, има со 200 евра и можеби има и со повеќе пресуди, така да судот има одредени непознавање на оваа проблематика. И однесувањето нивно е различно. Битола за истата работа една пресуда има, значи праксата не им е уедначена, Штип има друга, Скопје има трета, Гостивар има сосема поинако, Прилеп имаме ужасна состојба, каде што и дискриминаторот во соработка со судијата го игнорира представникот на комисијата, така да не е голема среќа и одењето во суд. Ние сме најсреќни кога ќе ја завршиме работата, ние да ја завршиме во соработка со потенцијалниот дискриминатор или дискриминаторот, ако сгрешил. Меѓу тоа што е препорачено треба да се испочитува. Затоа што одењето во суд за нас не е, поготово за мене, не е најсреќната работа. Има ли промени кај институциите за кои што еднаш веќе сте изрекле некаква препорака? Дали има оние што се повторуваат, грешат, плаќаат и повторно ги повторуваат истите грешки, односно повторно дискриминираат на ист основ? Има подобрување. Меѓутоа има потреба и од дополнување на законот, тоа се вика виктимизација. Тука треба дадени се насоките од наша страна, што треба да се промени во таа виктимизација, за да можеме ние да имаме посилна улога во таквите случаеви. Се надевам дека и тука ќе имаме резултат подобар. Се подобруваат нештата. Тамо каде што сме утврдиле дискриминаторско однесување, тешко се одлучуваат носителите на јавни функции, од тука доаѓа најмногу дискриминацијата. Тие се најголем генератор на дискриминаторско постапување и влечат поуки, и има резултати. Не се случило во исти орган да се вратиме пак за иста работа. Но за обично влечат поуки. Дали има тенденција некој вид основ, односно на дискриминација да е во пораст? Па мисля дека политичкиот е на врв. Независно што во ранг листата е 4-5 кој е тамо, тој се прикрива и никој не го признава него. Каква политичка дискриминација? Се плашат да пријават? Се плашат да пријават. Треба сите ние заедно да работиме на планот, да ги охрабриме луѓето. Ако е политичка е. Да не се плашат, да се охрабрат. Секој граѓанин на оваа држава, независно дали е жртва на било кој основ, во било која област, комисијата е негов партнер, негова поддршка.
да се обрати во комисијата. Има начини регулирани како и под кои услови може да дојде. Ако не може да ги користи механизмите по електронски пат, да дојде во комисијата, ние ќе му покажеме, ќе му помогнеме представка, ќе формулираме, ќе креираме и понатаму нека ги користи услугите на комисијата и онака тие услуги се бесплатни. Ви благодарам многу што бевте вечерва гостин во Топ тема. Почитувани, ви благодарам што не следевте, останете на програмата на Телма. Задоволство ми беше.